Тековната година ќе биде запомнета по пандемијата на COVID-19, чие влијание на сето познато на планетава е извонредно негативно. Негативни последици се јавуваат во социјалниот живот, индустријата, економијата, а за жал се уште не сме ниту на средината на годината. Сепак, денеска ќе ве поведеме на интересна прошетка низ автомобилските меридијани, каде во големо се зборува за прогресот, екологијата и технологиите кои ќе ги олеснат не само употребувањето на автомобилите, туку ќе го направат и побезбедно. Ќе дознаете од кои модели годинава ќе се збогуваме, а на тест го имавме BMW 320 со одличниот дволитрен дизел од 190 коњи. Бидејќи веќе сте дома, ние се потрудивме следните 30 минути да ви бидат забавни. Добре дојдовте во нашето ново издание. Toyota се пофали дека продажбата на RAV4 кумулативно нарасна на 10 милиони. Кога се појави во 1994 година, овој модел беше критикуван од стручната јавност и исмеван од конкуренцијата, но купувачите го дочекаа со раширени раце. Заради тоа, иако не е прв пат во историјата, со право се смета за основоположник на класата рекреативни возила, сега популарно наречени компактни кросовери. Од генерација во генерација Toyota постојано го унапредуваше, поставувајќи стандарди кои другите мораа да ги следат. Секој пат нудејќи нешто сосема ново, RAV4 се повеќе се зацврстуваше на пазарот. Колку точно покажуваат бројките од продажбата кои велат дека таа првата полна година од производството стигна 115.000, а лани дури 966.000 примероци. Тој сега е глобално најпродаван модел во сегментот што го дефинираше и четврто рангиран воопшто меѓу сите типови возила. Новата генерација уште повеќе ќе ги подобри овие успеси, бидејќи се очекува да направи значаен исчекор во својата плагин хибридна верзија, која ќе се појави во втората половина од годинава. Откако со децении каскаше зад европската и јапонската конкуренција, американската автомобилска индустрија со сопствени иновативни идеи цели да се врати во првата лига. Така, премиум марката на Форд представи уникатно решение за одмрзнување на ветробранското стакло. Тоа предвидува загрејање на бришачите и специјално конструирани канали низ кои поминува течноста за стаклото. Таа веќе загрејана се распрскува токму пред метличките, распределувајќи се на површината која треба да ја исчистат. Со ова решение, според инженерите на Форд за одмрзнување и чистење на ветробранот, се потребни 4 пати помалку време и 2 пати помалку течност. Овој систем засега се нуди само во Lincoln Aviator како дел од опционален пакет опрема кој заедно со загревањето на задните седишта и управувачот чини $1000. Кога станува збор за Seat, иновациите не се среќаваат само кај автомобилите. Најновиот пример во низата е воведувањето на самовозечки колички за транспорт на делови низ кругот на фабриката. Налик на оние што превезуваат багаж на аеродромите, тие се целосно роботизирани и наведувани со помош на 4G конекција. Секоја може да влече по неколку приколки со вкупно 10 тони товар, а на рутата долга 3,5 километри. Погонот им е електричен, а полнењето на батериите индукциско. Засега во функција се 8 вакви колички кои дневно поминуваат и по 240 километри. Освен што ја зголемуваат ефикасноста во испораката на деловите каде треба и токму кога треба, тие ќе го намалат загадувањето на воздухот со јаглернород диоксид за 1,5 тон годишно. Seat е првиот индустријски производител во Европа кој воведува ваков тип на транспорт.
Иако со пореметена агенда автомобилската индустрија има големи планови за годинава. Доста нови модели ќе бидат лансирани, но некои постоечки ќе ја напуштат сцената. Меѓу нив ќе бидат и Alfa Romeo Giulietta и Ford Focus RS. Првиот затоа што слабо се продаваше, а вториот заради се построгите норми за издувните гасови. Кога се појави во 2010 година, од провокативно дизајнираниот италијански хеджбек многу се очекуваше и покрај критиките за механиката и квалитетот на изработката најде на добар прием на пазарот. Дури го освои и второто место на изборот на европскиот автомобил на годината. Но делејки ги проблемите со останатите во групата, Alfa Romeo не можеше да ги следи барањата на купувачите. Не му ја потполни гамата мотори, посебно со помоќни адреналински верзии. За време на својот досегашен животен век, Giulietta на 3 пати беше скромно обновувана, но попусто. Продажбата се намалуваше и од некогашните скоро 80.000 примероци годишно опадна на 15.700 лани. Неизин наследник воопшто и не се развива, а ослободените производствени капацитети ќе бидат искористени за нов кросовер на Maserati помал од Levante. Иако заради други причини, иста судбина ќе го снајде и Ford Focus RS. Наменет за ентузијасти и за одржување на имиџот на марката, тој никогаш и не целел кон големи продажни резултати. Место тоа, од бројките кај него високо беа цената и секако коњските сили, кои првата генерација ги имаше 212, втората 305, а третата 355. Погонот на сите тркала и вкупно околу 70% различни делови од стандардниот Фокус правеа да биде вистинска тркачка машина во компактно пакување, во кое за екологијата немаше многу место. Заради тоа Форд се премислува дали да ја лансира неговата четврта генерација, која беше планирана за идната година со мотор од околу 400 коњски сили. Како ќе изгледа возилото на иднината? Ќе има предни светла кои личат на лавовски заби. Лавовски заб? А дали ќе лета? Не, тоа е смешно, ама ќе има 3D инструмент табла со сите потребни информации. Дали можеш да го нацрташ тоа возило? Јас не цртам толку добро, но може нешто како ова. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Оваа година е тешка како олово за сите, особено за производителите. Сепак убавите спомени ни даваат сила да продолжиме понатаму. Во следните неколку минути ќе ве запознаеме со економски показатели кои беа остварени лани. Седнете на своето место, бидејќи може лесно да ви се заврти од приходите и профитите што ги имаат остварено некои автомобилски марки.
Минатата година беше доста успешна за Ферари. Марката од Маранело за прв пат продаде повеќе од 10.000 возила, поточно 10.131, но побитно е што добро заработи од нив. Според нивните официјални податоци, порастот на приходите изнесува 10,1% и достигна 4,2 милијарди долари, а оперативната маржа дури 23,2%. Пресметано поинаку, тоа значи дека Ферари од секој продаден автомобил лани во просек има заработено по 96.700 долари. За споредба, BMW мора да продаде 30 возила да заработи толку, Volkswagen 56, а Mercedes 67. На Ford пак толку пари ќе му донесат 908, а Nissan дури 926 продадени возила. На ниво на индустријата лани најголеми приходи од 283 милијарди долари има пријавено Volkswagen, а најголем профит Toyota 23,7 милијарди. Од друга страна пак, најголем пораст на производството забележа Тесла, цели 50%. Благодарејќи на лансирањето на Модел 3, компанијата на Илон Маск лани продаде 368.000 возила и оствари приход од скоро 25 милијарди долари. Но и покрај тоа се уште работи со загуба, која изнесуваше скромни 70 милиони долари. Тоа значи дека од секој испорачан автомобил Тесла има загубено по 190 долари, што сепак е многу помалку од поланските 1600 по возило. Но тоа доста брзо ќе се смени, бидејќи за идниот пикап Cybertruck веќе се собрани повеќе од половина милион нарачки. Првите испораки се предвидени за крајот на идната година со основна цена од 40.000 долари, но бидејќи просечната цена на нарачаните возила изнесува 62.500 долари, Тесла само со овој модел веќе си има обезбедено работа во вредност од преку 30 милијарди долари. Затоа и интензивно бара локација за изградба на нова фабрика само за него. За сега најголеми шанси има сојузната држава Мисури, чии власти, доколку Илон Маск се одлучи да гради таму, ветија пакет субвенции и бенефиции во вредност од милијарда долари. Инаку, аукциите на Тесла во моментов се продаваат за 750 долари, што е за 3 пати повеќе од истиот период лани, но и за скоро 1/3 помалку од пред 2 месеца, кога опасно доближија до 1000 долари. Ретровизорите се неопходни во секое возило, но воедно се главоболка за дизајнерите, аеродинамичарите, акустичарите, па дури и за корисниците на автомобили. Одамна се размислува за нивна замена со камери, а сега, кога легислативата ја поддржува оваа идеја, се очекува се повеќе возила да го имаат ова решение. Возилата наскоро нема да имаат надворешни ретровизори. Тие ќе бидат заменети со камери и монитори. Идејата не е нова и досега многу пати се има сретнато кај концептните автомобили, но само како демонстрација на нешто што еден ден во иднина ќе може да се најде во сериските модели. А таа иднина дојде при крајот на 2018-та, кога Lexus ја представи 7-та генерација на седанот ES. Воведувајќи ги кај него дигиталните ретровизори како опција, јапонците уште еднаш на светот му покажаа дека на техничките иновации не гледаат само како на резултат на дизајнерската и инженерската имагинација, но како и други креативни решенија, и ова пристигна пред време бидејќи сообраќајните прописи не дозволуваа возилото да нема надворешни ретровизори. Следеше правна битка со законодавците која за среќа во Јапонија и Соединетите Американски држави траеше кратко и овој корисен додаток можеше да се најде во сериските возила. Брзо реагираше и Европа, скоро истовремено кога Ауди го покажа e-tron, кој стана вториот автомобил во историјата опремен со иновативните ретровизори. Предизвикот го прифати и Honda, која одлучи својот мал градски електричен модел да ги има во сериската опрема. Нивното функционирање е едноставно. Место класични ретровизори, на предните носачи се монтирани камери кои снимката ја прикажуваат на мали монитори од натрешната страна. Возачот нема потреба од никакво прилагодување, бидејќи погледот наназад му е таму каде и досега бил.
Разликата е во тоа што тој може да се менува, односно да се прилагодува според аголот на гледање, осветленоста или пак широчината на погледот што го прикажува. Снимката од камерите, ако е потребно, софтверски се прочистува, а едноставно се решава и заслепувањето од светлата на возилата наназад. Плюс на тоа подобра е и аеродинамиката на возилата, што освен пониската потрошувачка донесува и помала бучава од ветерот. При ниски температури камерата автоматски се загрева, а бидејќи е поставена високо, во лоши временски услови тешко може да се извалка. Заради сите овие причини, дигиталните ретровизори многу брзо ќе започнат да ги заменуваат класичните, со што и нивната цена ќе започне да паѓа. Сега во Германија Lexus за нив наплаќа по 2000 евра, а Audi по 1500. Иако електричните возила незапирливо навлегуваат во сите сфери на транспортот, сепак постојат дилеми околу нивната реална можност вистински да влијаат на природниот баланс на планетава. Оправдани мора да кажеме, затоа што како сега се поставени работите за вистински да бидат енергетски и еколошки неутрални, тие мора да користат струја добиена од обновливи извори. Сепак и покрај тоа, законите на физиката се на нивна страна, барем во поглед на искористеноста на енергијата. Иако електричните возила незапирливо навлегуваат во сите сфери на транспортот, сепак постојат дилеми околу нивната реална можност вистински да влијаат на природниот баланс на планетава. Оправдани мора да кажеме, затоа што како сега се поставени работите за вистински да бидат енергетски и еколошки неутрални, тие мора да користат струја добиена од обновливи извори. Сепак и покрај тоа законите на физиката се на нивна страна, барем во поглед на искористеноста на енергијата. Општо познато е дека моторите со внатрешно согорување имаат многу малку ефициентна ефикасност. Тие едва и да искористуваат 40% од енергијата што ја содржат горивата што ги трошат. Само најсофистицираните од нив, како на пример во Формула 1, можат да стигнат до 50%. Од друга страна, електричните возила лесно достигнуваат и над 80%. Оваа значителна разлика првенствено доаѓа од самите процеси на работата на возилата. Кај класичните возила тоа е термодинамички, што значи дека хемиската енергија на бензинот и дизелот прво се претвора во топлотна, па потоа во механичка. Кај електричните возила има една конверзија помалку. Струјата директно се троши на задвижување на возилата. И кај неа постои хемиски процес при низиното складирање во батериите, но тој, како што тврдат од Американската канцеларија за енергетска ефикасност во својата студија, е доста поефикасен. Конкретно, тие наведуваат дека загубите на енергијата кај електричните возила ретко надминуваат 20%. Најголем дел од тоа отпаѓа на полнењето и празнењето на батериите, околу 16%, додека другите загуби се беззначајни или ги нема. Такви, на пример, се механичките загуби во помошните системи на моторот, трансмисијата на возилото и кога тоа работи во место. Плюс на тоа сите електрични возила имаат можност за регенерација на енергијата при сопирање, која придонесува со 17% во нивниот енергетски биланс. Но и со нејзино исклучување од математиката, искористеноста на енергијата кај електричните возила останува на некои 60 до 65%. Од друга страна, во студијата се наведува дека автомобилите со конвенционални бензински или дизел мотори во пракса искористуваат едва и од 12 до 30% од енергијата на горивата. За сликата да биде целосна, сепак недостига еден клучен фактор, а тоа е како се добива струјата што ја трошат електричните возила. Имено, ако таа доаѓа од јаглен или нафтени деривати, тогаш треба да се земе во предвид и степенот на енергетска ефикасност на електроцентралите. Ако не, сето ова паѓа во вода.
Piaggio за годинава го освежи скутерот Медли. Тој сега има нов поспортски изглед, но го задржа препознатливиот дизајн на предниот дел. Назад е нешто поширок заради новиот облик на опашката и репозиционирањето на резервоарот за гориво. Тоа овозможи поместување на тежиштето малку поцентрално, што позитивно влијае на управувачките карактеристики. Седиштето е поголемо и поудобно, а под него сега има 36 литри простор во кој собира две кациги. Таму се среќаваат и два USB конектора. Овој италијански скутер има водено ладен 4-тактен агрегат од 125 и 150 кубни сантиметри, опремен со електронско впрскување, 4 вентили и старт-стоп технологија. Возачот на располагање има 15, односно 16,5 конски сили, што е повеќе од доволно за возење низ град. Тежината му изнесува 136 кг, а може да се пофали и со ABS, дигитална инструмент табла и LED светло. Како што најавивме на почетокот на емисијата, денеска го тестираме BMW 320 со дизел погон. Овој автомобил не е нов на македонскиот пазар, тој е промовиран минатата година. Но серијата 3 во својата скоро 50 годишна кариера стана еден од автомобилите кои се сметаат за икона во автомобилскиот свет. Такви ги има само да се избројат на прстите од едната рака. Може слободно да кажеме дека е Golf, Volkswagen Golf, Porsche 911, Range Rover, Mercedes S-класа и се разбира BMW серија 3. Што ни нуди во своето ново издание? И да видиме како се седи на задната клупа во BMW серија 3. Производителот вели дека е продолжена за 8 см и зголемено е меѓуоскиното растојание, а тоа се забележува кога ќе седнете позади. Погледнете колку простор имам, а седиштето е наместено баш онака како што треба да се седи напред, малку и покомотно. Имам доволно простор и за главата, и за колениците и сосема удобно седам на задната клупа. Но, кој сака уште поудобно да седи на задната клупа, нека си купи BMW серија 7. Во внатрешноста во BMW, кога ќе се седне, особено во серијата 3, се е на свое место. Веднаш ви е јасно дека ова е возачки ориентирана лимузина или, ако сакате, седан. Мене малку ми пречи ладното чувство на дизајн. Погледнете ги овие материјали. Далеку од тоа дека не се квалитетни, но се чувствува дека самиот впечаток на внатрешноста е пуритански и ладен. Во наслонот за раце имате доволно простор да ставите клучеви, документи, па дури да сместите и некои од вашите омилени грицки. Традиционално и покрај екранот осетлив на допир е и ротационото копче кое може да ви помогне во навигирање низ целото мени на автомобилот. Инаку, целиот амбиент на BMW серија 3 во внатрешноста, иако ја имаме една од поопремените, а таа е во изведбата М, но не со М мотор, може да се каже дека е место за уживање и за возење. Но, да видиме што ќе ни понуди дволитарскиот турбодизел од 190 конски сили, која пренесува силата само на задните тркала. И со стартувањето на моторот веднаш се чувствува дека го имам вистинскиот автомобил за возење. Пред неколку емисии ја тестиравме серијата 5 со истиот мотор, дволитарскиот со 190 конски сили. Но тогаш автомобилот беше потежок и имаше погон на сите тркала, односно имаше X-Drive. Сега го имаме BMW во своето изворно издание
кое е извонредно забавно. Гледате како ме исфрли во свиокот, но многу лесно ја смири колата. Тоа е затоа што имаме погон само на задните тркала и повторно јас се забавувам. Одамна не сум почувствувал ваква убавина на фрлањето на задната оска, но и на управувањето, кое е многу лесно ја смирува каросеријата. Кога сме кај управувањето, морам да кажам дека е прецизно, но не е брутално директно. Да, има директно управување, но не ве замара. Еве, уште едно лизгање и повторно насмевката е на моето лице. Што се однесува до ергономијата, јас не можам да кажам никако, ниту еден лош збор за BMW, бидејќи нивната ергономија и седењето е многу добро. Јас имам автоматски менувач кого можам да го контролирам со 3 модуси на возење. Тоа е нормал, спорт и екологија. Да се разбира дека BMW секогаш го возам во спортскиот мод на возење и сега немојте да кажувате на никому, но јас трекшн контролот секогаш го исклучувам. Зошто? Видете и сами. Затоа што сакам да се забавувам. Погледнавте како повторно можам да одам на страна, да дрифтам, а тоа ме прави извонредно среќен. Се разбира дека мора да внимавате што правите во отворен сообраќај, но оваа делница ја поминавме повеќе пати и увидовме дека нема гужва на патот, нема многу возила, па затоа можам да си дозволам мало луксузирање. За управувачот на серијата 3 се чувствувам извонредно. Прво, извонредна е удобноста и ергономијата. Управливоста е одлична. Возачот го информира кластерот на инструменти, но и големиот екран осетлив на допир. Имате многу информации за возењето, но и за инфотеймент системот, кој е важна нишка на подолги патувања. Морам да кажам дека со серијата 3 BMW ја употреби сета технологија која ја има во својот арсенал, а ја вградува во поголемите модели. А кога сме кај технологијата, BMW секогаш ја имал на претек. Затоа, јас не само што уживам, туку и чувствувам дека можам многу лесно да ја употребувам не само технологијата, туку и забавата за да управувачот. Повеќе немам што да кажам за BMW, освен суперлативи, но доаѓа моментот на вистината. Ги видовте возните својства, извонредни. Опременоста е добра, иако сметам дека фалат некои елементи, како што се индуктивното полнење на полначот или пак head-up дисплеот. Добро е што има шалтери за воланот, па можете и мануелно да го командувате автоматскиот менувач, што е доста важно доколку сакате да возите динамично. Економичноста е исто така на извонредно високо ниво. За 2-литрен мотор со 190 конски сили, иако е дизел, троши само 6 литри со сета забава која може да ви ја пружи ова возило. Но, доаѓаме до цените. 62.000 евра. Кога ми го кажаа тоа, ги прашав во дилерството на BMW, дали сте сериозни? 62.000 евра за автомобил од средната класа. Но, ако се гледа милјето на цените, тогаш и Audi A4, па и Mercedes C класа со врвно ниво на опременост чинат толку. Но, верувам, доколку сакате да го поседувате овој автомобил, требате да отидете малку наоружени со живци и време и да се ценкате како во Кушадаси. Верувам дека ќе добиете многу добар попуст за овој автомобил и сигурно дека нема да платите 62.000 евра. Тоа е моето мислење. Доколку би сакале да ја дознаете финалната цена на оваа
нова верзија на BMW, тогаш ќе треба да тропнете на вратата на импортерот. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следното гледање за 7 дена. Пријатно!